Топ тема на ваша страна. Добро вечер. 2019-та прогласена како година за економија, но никако од политиката да дојде редот и на економијата. Но е вечерва тајминг и за тоа. Статистички прогрес наспроти празни джепови, рекордни странски инвестиции, највисока просечна плата, најголем пат на невработеноста се дел од последните вести лиферувани од владата. Но дали сме рекордери на хартија и како и зошто тоа не се чувствува соодветно во реалноста? Одбројувањето до крајот на првиот квартал годинова и повод во топ тема на ваша страна да ги соочиме статистиките и реалноста или дилемите. Кога ќе дојде ветениот живот, по кого ќе удри камшикот за нереализираните капитални инвестиции, како стопанството да ја нахрани армијата од неефикасна администрација и конечно, која е македонската стратегија и како се гради, со економски политики или политизација на економијата и колку очекуваното членство во НАТО по автоматизам ќе значи и наплив на странски инвестиции или е само подотварање на врата на што ќе треба да ми претходат многу реформи. За сите овие прашања и дилеми, мој гостин вечерва е вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангишев. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Аргументите за сите овие дилеми и дилеми што сами ќе ги наметнат, ќе ги соочи со господин Мендерес Кучи, стопанственик. Добро вечер и добре дојдовте. И господин Борче Треновски, универзитетски професор. Добро вечер и добре дојдовте. Господин Ангишев, би почнал со вас. Доаѓате речиси буквално од кавадарци. Едниот настан беше и официализирањето, условно така да го кажам, на случајот Фени и повторната работа на комбинатот. И вториот трибината насловена "Силна економија, шанси за сите". Верувате ли во овој слоган дека веќе има реална подкрепа, односно дека имаме веќе устроено силна економија која дава шанса на сите? Да, пред се благодарам за поканата, поздрав и за вашите ценети гледачи. Значи, апсолутно верувам во слоганот, заради тоа што и бројките ни даваат за право да веруваме во тоа. Се разбира дека ништо не може да се случи преку ноќ, никој не очекува, барем верувам дека секој што е разумен, дека Македонија преку ноќ може да стане Швајцарија или да го достигне стандардот на развиените западноевропски држави. Меѓутоа, онака како што и кажува кинеската поговорка, значи секој пат почнува со првиот чекор, а првиот чекор е да бројките стануваат подобри и тие додат во тој правец и во таа насока. И тука можеме да споделиме повеќе бројки. Значи, првата бројка е бројката на директни странски инвестиции, 624,49 милиони евра во 2018 година, или тоа е 276% повеќе од просекот од претходните 8 години, или тоа е скоро дупло од најдобрата година од претходните 10 години. Тука одредени скепси постоја околу тоа какви се тие средства и дали се тие реинвестирани или се реално донесени. Тоа ќе го разговараме, да имаше и дилеми дали се виртуелни или реални. Методологијата на Народната, односно Централната банка е иста уназад 10 години и повеќе можеби. Јас ги имам бројките уназад, значи тие кои што се обиделе тоа да го читаат, би рекол малце со оскудно економско познавање. Значи, веројатно ги буни ставката каде што вика собственички капитал и реинвестирана добивка. И сега, ако видите уназад, да речеме оваа година, пазете, вика собственички капитал. Тоа се значи и средствата кои што собствениците од странство ги носат во Македонија за да градат фабрики. Тоа си овие над 80 милиона евра денеска во Фени што биле донесени минатата година. И сега, ако земете да речеме сега од 624, такви се 405 годинава. Ама и да ги гледаме и другите години. Да речеме 2017 од 181, 218 биле такви. Значи повеќе биле такви. Па после тоа претходната година од 338, 293 биле такви. Па 2015 од 216, скоро 100 биле такви. Па после тоа, ако сакате уназад, не знам, од 205 биле 100, па од 252 биле 147. Значи, тој аргумент не држи. Видете... Чекайте, не им одите со рака директно на аргументите или на оценката на ВМРО, на опозицијската ВМРО ДПМН, која што излезе токму со овие аргументи, дека
минатата година се реализирани 624 милиони евра странски директни, од кои 405 милиона се реинвестирана добивка на веќе постоечките предпријатија кои се инвеститори во ТИРС и сега тие велат како резултат на добрите политики на ВМРО ДПМН во минатото, односно вистинската вредност на странските директни инвестиции е само 219 милиони евра или власта се кити со туги перија. Еве сега то почнав да го објаснувам, нели? Значи они го читаат половина, значи од таа категорија. Значи таа категорија вика сопственички капитал и реинвестирана добивка. И тие се 405 милиона. Значи во таа група, и сега они намерно пола само од тоа го ставаат, таму има сопственички капитал. Сопственички капитал е целиот капитал на било кој странски лица кои што во државата Република Северна Македонија дошле да прават економска активност. И пак ќе кажам, еве, денеска 80 милиона, видовме кај се над 80 милиона се во фени и сите останати, значи, кои додонеле. Значи, не станува збор за реинвестирана добивка, напротив, станува збор за донесени пари во државата, за инвестиции, реални пари, по истата методологија и управо во другите години ви кажав колку таа била во споредба со вкупната бројка. Но чак што више и реинвестираната добивка, значи доверба на тие кои што се присутни во државата и сосема спротивно на тезата дека некој нив ги малтретира, брка, не ги посакува, напротив. Ние како влада и како економски тим на владата сме посветени да сите инвеститори, не само странски, него и домашни, бидејќи и во делот на домашните инвеститори бројките се добри, ова е само за странските инвеститори, и во делот на домашните инвеститори бројките се добри, ги охрабриме да инвестираат. Вашето едно од прашањата во најавата беше и тоа дали НАТО е тоа кое што ги прави овие разлики, да речеме. Да, има големо влијание, бидејќи како основен предуслов за правењето на било која економија и развојот на било која економија во било која држава се два предуслова, но три предуслова. Првиот е да имате владење на правото, второто е да имате стабилна држава и третото е да имате одредени, да речеме, бизнис екоклима или бизнис клима во државата, која што ќе овозможи градење на таков бизнис. Мислам дека многу се направи на второто, на стабилноста на државата со влезот во НАТО. Но не и на првото и на третото, зашто ќе дискутираме, се разбира. Секогаш има простор да биде повеќе и подобро, јас со вас се согласувам, но она што сакав да го подвлечам и ценам дека е важно, е тоа дека тоа не е доволно. Значи, НАТО само по себе нема да донесе многу, ако ние не знаеме тоа на некој начин да го капитализираме со добри програми, со добра политика, со добар однос према инвеститорите, со нивно охрабрување, со правење атрактивни мерки кои што за нив ќе бидат, бидејќи видете, цел свет ви е конкуренција. И вие морате да се борите со целиот свет. Македонија не е центарот на светот и тоа секој кој што не испаднал надвор од државата да работи, да се занимава со стопанство, може би му изгледа дека Македонија е центарот, но не. Македонија е еден мал дел од светот и Македонија треба да се бори со целиот свет. Да, но ова е спуштање на топката, условно би кажал, на реалното наспроти оние еуфорични најави кои што претходно ги имавме, дека фирмите буквално стојат на граница и чекаат само да влезат по подпишувањето на пристапниот протокол. Ако процентот на такви фирми што се случило во 2018 година е 3 пати повеќе од просекот досега, се разбира не дека чекале на граница со куферите, ама дека значително повеќе дошле, мислам тоа го кажуваат бројките. Господин Кучик, каков е вашиот впечаток еве во однос на овие бројки и во однос на овој слоган кој што сега се промовира низ овие трибини кои што зачестија низ државава, апропо најавата на владата дека ова ќе биде година на економијата, иако од претходните јавни настапи вие не го почитувате и не ја преферирате таа поделба дека од денеска работиме на економијата. Секако се уште стојам на истиот став и разбирливо е за нас веќе во ово поднебје дека нема политичка гарнитура која што доаѓа на власт, а да нема свој слоган. Дури и додека се во опозиција има свој слогани и антислогани. Но тоа останува на политиката, нас како стопанственици не интересира реалноста. Никако се согласувам со господинот Анѓушев, кој што вели дека со еден чекор мора да се изфали за да почне нешто. Значи, кинеската пословица, се почнува од првиот чекор,
Но никако не се согласувам со тоа дека првиот чекор може да биде дури на половина на мандатот на владата. Значи, тој прв чекор требаше со самото формирање на новата влада. Има такви чекори, ние ги препознаваме и тие, се согласуваме дека Македонија излезе од еден ќорсокак, кој што немаше јасна перспектива каде оди, и се красеа секакви работи кои што беа за никаде, во однос на тоа што сега гледаме една насока. Значи, дефинирана е насоката на кај се движи новата влада. И ние ги поздравуваме тие насоки. Но не се согласуваме со динамиката воопшто. Значи, воопшто. Оти знаеме дека Македонија не требаше да чека НАТО да и се случи, па да почне да мисли и да размислува за стопанството. Кој знае дека стопанството е оно што ја држи секоја влада. Оти од слогани, од ветувања, народот не може да живее. Може да се надева на подобро, но не се живее од тоа. Значи, буквално, некои работи можеа да се направат уште у стартот, поготово затоа што ја разбирам, премиерот е зафатен со агендата и политичките збивнувања и во светот, па и со овие приоритетни прашања, што се однесува за нашето зачленување во НАТО, но затоа заменик премиерот беше начело на една чувствителна гранка, а тоа е стопанството, заедно со тимот на економијата, кој што не е мал, каде што влагаат и доста други ресори, кои за мене затаија по однос на динамиката, не по однос на зацртаните цели. И тука имаме за критика што да кажеме, затоа што и денеска можеме да констатираме дека и ова влада, како и минатите влади, не доаѓа со некоја стратегија која што е долгорочна. Туку со програма нивна политичка, која што подразбира и 2 години, значи реизбори, но и 4 години во најдобар случај, или пак реизбрани на 2 години па плюс 4 години, како што се случуваше во минатото. Значи, ова не е нешто ново, ова е нешто што сме го видели во минатото, но за жал ни се повторува и сега. Значи, буквално... Ќе одговорите веднаш или прво треноски? Да, ќе одговорам. Ќе гледам да бидам краток во одговорите, за да покриеме повеќе теми. Видете, јас не би се согласил. Зошто? Затоа што со аргументи ќе ви зборам. Видете, прво, темите кои што се наметнаа во јавноста беа прејаки. Решавање на проблемот со името со нашиот јужен сосед Република Грција, влезот во НАТО, тоа беше една пресензитивна тема за целото општество и можеби беше доминантна во медиумите, но тоа не значи дека ништо не се правеше во економијата, бидејќи во економијата вие како стопанственик добар, предпоставувам дека ќе ме разберете дека тие потези што ќе ги повлечете не прават резултат утре веднаш, него треба еден временски период за да се видат. Еве ги гледаме резултатите. Сакам само да ве потсетам на 2 големи работи кои што во делот на економијата беа направени првите месеци. Владата дојде во својата функција, односно ја зема врската и одговорноста во јуни месец. Јас веќе во јули месец промовирав програма за економски раст. И таа програма ја преточивме во закон. Законот ги помина сите фази и процедури од јавни расправи по комори, од јавни расправи по финансиски институции, академска средина и така натаму, и тој беше донесен во мај 2018 година. Резултат на тој закон и резултат на тие мерки кои што сите ги поддржаа, а еве гледаме дека добро биле димензионирани, е денешните бројки. Еве да споредиме уште неколку бројки. Да не заборавиме дека државата беше со минус 1,7% бруто домашен производ квартално. Дека таа помина преку нула, нормално, математички гледано, секоја функција мора преку нула да помине за да оди во позитива, и после тоа во вториот и во третиот квартал бројките беа над 3, четвртиот квартал треба статистика да го објави согласно календарот во петок, мислам. Јас сум радознал да ги видам бројките, но очекувам подобри бројки од претходните квартали, значително подобри, а веќе во првиот квартал во 19 година очекувам сериозно подобри бројки, бидејќи ги пратиме тековите, ги гледаме активностите. Сакам една бројка само да споделиме, значи која што излезе вчера или денеска, не знам точно, значи тоа е дека индустријското производство во 2019 година јануар визави индустријското производство во јануар 2018 година е пораснато 12%.
Значи, пазете, тоа е резултат на зголемена активност на индустријските капацитети, но и на новоотворените индустријски капацитети. Го спомнавте Фени, јас Фени со гордост би го кажал, бидејќи тој придонесува за ова, затоа што лани во јануари Фени не работеше, односно во 2018 почна во март со работа, а сега во јануари 2019 тој работи. Но не е само Фени во тие 12%, тие се многу за да е Фени само тоа. Значи, тоа се многу други активности, но Фени е една гордост, да речам, на институциите на државата. И сега само сите граѓани ќе ги потсетам на она вознемирување од одредени структури и субјекти во оваа држава година и пол, кои што ги вознемируваа за некакво несоодветно мешање на владата наводно во тој процес. Напротив, владата само си работеше својата работа, институциите на системот го решија тој проблем. Но владата е таа која што треба да овозможи институциите да работат, заради тоа што таа фабрика била планирана да стане старо железо, некој помагал чак што више во тоа, некој замижувал навлечењето на 50 на милиони евра пари надвор од таа фабрика за да се доведе до таа ситуација, и сите ние се сеќаваме на одредени интервјуа и емисии во кои што се вклучуваа линковски одредени господи кои што бараа да им се даде тоа со еден одреден дисконт, и тоа голем дисконт за 5-6 милиона евра да го земат тоа. Не. Фени на крај се продаде за 79 милиона евра, сите се исплатени 100%. Мислам дека не постои во историјата на Република Северна Македонија таков стечај, и таа фабрика денеска запослува близу 1000 со сите ќерки фирми вработени со просечна плата од 500 евра, онака како што и е во програмата на владата, но тие тоа си го прават заради тоа што имаат за тоа економски интерес и со дополнителни инвестиции од 10 милиона евра, кои што ги најавија за пуштањето на втората печка и дуплирањето на производството од средината на следната година. Импактот само на тој комбинат во ревењуто, значи во приходот во македонската економија, во моментот со една пуштена печка е некаде околу 120-30 милиона евра на годишно ниво, со две пуштени печки, бидејќи тие ќе бидат и реновирани, ќе биде некаде околу 300 милиона согласно просечните сегашни цени на берзанската цена на фероникел. Значи, сакам да ви кажам, про политиките што ги водиме и те како сме ги конципирале, и те како сме ги осмислиле. Втора голема работа која што пак е уште од почетокот правена, тоа е законот за енергетика. Знаете дека Република Северна Македонија немаше закон за енергетика ускладен со европските прописи. Сега го донесовме во мај 2018 година и тој закон за енергетика сега овозможува и ќе бидеме сведоци на крајот на март месец на почнувањето на инвестициите во обновливи извори на енергија, ќе пуштиме први тендери за фотоволтаици и така натаму. Да го оставиме тој дел за сосема да скратам и да поентирам, да, јас се согласувам дека може би изгледа споро, но дека од првиот ден не се работи, тоа не би се согласил. Еве јас кажав што точно почнавме да правиме од првиот ден. Резултатите доаѓаат. Господин Треновски, што од ова е сега се отвори таа дилема, што е виртуелно, што е реално, особено што од сите овие големи суми само 175 милиони евра се инвестирани во последниот месец од годината, и тука сега доаѓа оној списокот од земји на кои што прва е Обединетото кралство, Германија и Турција, но потоа следат и Бермудите со 36 милиони и Бахамите со 31 милиона. Знаеме која се реинвестираните, тие се реинвестирани. Која асоциација будат Бермудите и Бахамите како инвеститори во Македонија? Би сакал сега да се надоврзам, ќе се обидам да ги обединам размислувањата од двајцата гости, од вице-премиерот. Интересна работа во однос на странските директни инвестиции, меѓутоа ќе се обидам дел да дадам осврти на стратегијата воопшто која претпоставувам дека ја има или ја има донесено владата. Меѓутоа прво она што би сакал да кажам, карактеристиките на македонската економија. Се слагам дека не може да имаме големи и брзи промени во нашата економија, имајќи предвид дека работиме во мала, отворена економија, увозно зависна економија која е концентриран извоз, има во неколку производи и има извоз само во неколку држави, доминантен дел на извоз. Значи концентрацијата е исклучителна. Во таква мала економија вие да можете да направите раст и големо поместување во економијата, би се потребни две работи. Потребен е капитал да дојде странски, кој можете да го направите со привлекување на странски инвестиции кои ќе донесат и капитал и ноу-хау
Тоа е побрзата варијанта. Другата варијанта е структурни внатрешни поместувања со цел создавање силни извозни капацитети кои ќе произведуваат производи со висока додадена вредност. И тоа предпоставува и подобрување на индустријата и така натаму, што е релативно подолг процес. И тоа е една работа. Она што сега тука малку ме буни во однос на стратегијата, сакав за тоа малку да почнам од поширока, што добив јас барем лично неколку малку различни сигнали за начинот на кој ние планираме да ја растеме македонската економија. Ако се сеќавате, голем дел од дискусиите се заснова и сега последните неколку дискусии дека просечната плата е зголемување на платите, се сеќавате на минималната плата, спиралата на плати. Економија како Република Македонија, јас чинам дека која 90% го разменува својот бруто домашен производ, тешко дека може да базира машина на економски раст базирана на потрошувачка прецелична и на плати. Тука извозната компонента е неприкосновена. Меѓутоа тоа е едната другата работа, затоа што имаме расти на платите, имаме на странските инвестиции. Сега да се вратам на странските инвестиции кои се брзата компонента, како можеме да го направиме тоа. Преструктурирањето имам неколку идеи и мерки кои може да исподам како може и тоа да се убрза, меѓутоа во однос на странските инвестиции во право е вице-премиерот 624 милиони, точно е тоа. Реинвестирана добивка и сопственички капитал одат заедно. И тоа е точно, дека стоат во иста графа. Она другото кој го кажуваат 200 и нешто милиони, тие се некои должнички инструменти. Односно тоа се инструменти меѓукомпаниски задолжување, кредитирање меѓу компаниите, домашни, странски, мајка и керка и така натаму, што исто така се го сметаат како капитал. Значи, тоа е првичната работа, дека странските инвестиции се зголемуваат. Се разбира, има врска тука стабилизацијата, има врска влегувањето во евроатлантските интеграции пред Сенатот, точно е тоа, дека тие се охрабрија на тој начин, меѓутоа сега како што ќе тече процесот понатаму, големо, односно централно внимание тука треба да се посвети на институциите. Верувајте, и давачките и улеснувањата ќе стануваат како што ќе се движи процесот понатаму многу по, како да кажам, релативно ќе се вреднуваат во однос на капацитетот институциите. Мора да кажем една друга работа зошто ми е драго Македонија што има сега поголема количина на инвестиции, инаку ако ги споредите, регионот се движи тука некаде. Некаде во средината 2014-15 50-50 се движи сопственички капитал и реинвестирана во однос на оние должничките инструменти. Сега е повеќе. Зошто Македонија? Македонија има најмал пазар. Македонија можеме да кажеме природните ресурси во однос на околните земји се најниски. Работната сила е ограничена, значи по ОЕЦД критериумите ние сме во земјите кои имаме низок потенцијал за привлекување на странски инвестиции. Да, но тука во таа математика не треба да ги заборавите податоците колку капитал се изнесува, што не го знаеме, и конечно и податоците колку од сето тоа е поддршка и од државата. Или заштеда на име на изнесениот капитал, ево математиката. И само уште една работа да спомнам и тука да потврдам, во право бевте и господинот беше во право и вице-премиерот кога рече дека кај странските инвестиции ништо не доаѓа одма. Точно е дека претходната влада почна силни чекори, имаше маркетиншка кампања, имаше ударна кампања. Доста потрошени пари на кои што имавме ние критики, но сепак дава некои одредени резултати. Имаше транспарентност, не ги објавија платите, дел од имињата на промоторите, имаше многу критики во целиот процес. Меѓутоа, дека создаде една почва, создаде. И тие инвестиции дел може да дојдат после година, две, може да ја доработи, меѓутоа исто е за пофалба оваа влада ги прифати сите добри поенти од преходната. Во однос на странските инвестиции политиката задржа некој континуитет. Се додадоа домашните и што е најинтересно, главните критики кои беа кај домашните, сертификација, меки вештини на домашните менаџери, поддршка за финансиски капитал со цел да се приспособат и да може да се спојат со странските, го направи оваа влада со овој законот кој се донесе. Колку се користи, колку е делотворен во практика, сега тоа е вистинското прашање. Но не успеавме, ајде едно по едно, не успеавме нели и да се обезбеди таа што се вели синергија на домашните со странските компании. Соработката е се уште многу мала. Вие ја спомнавте која е стратегијата и правето. Значи, податоците генерално гледано за македонската економија се поразителни. Само 5% од компаниите се извозно ориентирани, или тоа се 3500 фирми од 76.000 регистрирани. Ајде да одиме едно по едно. Економијата е комплексна, па видете, јас би го коментирал ова што го кажа професорот, многу коректно го дефинираше. Видете, ние зборуваме за два различни концепта. Овој концепт што сега го имаме, за, јас би рекол, привлекување на инвестиции, не ги делиме на домашни и странски. Иако странски ве гледаме се супер. Е различен од концептот. Меѓутоа, добрите работи, добрите особини, ние ги превземавме, ние не треба да ги негираме. Затоа мене малце ми е чудно, а да не речам малце инфатилно,
Тоа што е сега добро, како бројка се обидуваме некако да го релативизираме. Не, треба да се каже, да, тоа е така. Како што јас викам, тоа што било добро, било добро. Но кај се различни концептите? Концептите се различни во тоа што во сите тие години се потрошени многу пари на промотори, многу пари на роучоа, многу пари на реклама и маркетинг. И тоа некогаш може да е и добро, ама во тој маркетинг и реклами и роучоа имаше и многу злоупотреби. Тоа беа потрошени 250 милиони евра на даночните обврзници од државата. Сега и тогаш се донесени 20 инострански инвестиции и бројките се овие што ги гледаме по години. Тие се бројките. Тие инвестиции се внатре во тоа. Сега со 0 промотори, 0 роучоа, 0 реклами, значи, само со добра политика, добра програма и ветер во грб на економијата со НАТО, да речеме и стабилноста на државата, бројките се овие што ги гледаме. Концептот е различен. Значи, добрите мерки се добри мерки, но сега ние имаме еден друг концепт. Договорите што денеска ги исклучуваат инвеститорите во државата, во Република Северна Македонија, се согласно закон, транспарентни. Никој со никого не договара. Ние никој не знаевме како се склучени претходните договори. При тоа се обидуваме да не правиме нелојална конкуренција на македонските фирми. Вие знаете дека тие договори беа склучувани во 4 очи. Тие договори ние покасно ги видовме како изгледаат и што е во нив напишано. И видовме дека тука имал дискреционо право секој министер или кој разговарал како тоа ќе го склучи. Да, ги воедначивте критериумите. Ги воедначивме. 4.500 работни места нови се отворени во тие зоните, колку тие чинат државата? Сега ќе ви кажам. Значи, само дозволете ми да ви докажам дека при тоа е многу важно дека има предиктибилност, има предвидливост. Значи, секој денеска што ќе дојде да инвестира во Република Северна Македонија, има предвидливост што ќе добие. Нема потреба да се договара. Има закон за таа работа. Тие 4.500 работни места отворени, во моментов државата не ја коштаат ништо, бидејќи државата ќе ја коштаат во моментот кога ќе биде инвестицијата завршена и кога државата ќе треба да поврати средства за тоа. Значи, со други зборови, државата повраќа средства откако инвеститорот ќе ја заврши својата инвестиција. Значи, не дава авансно средства на никого. Значи, тука треба да разграничиме и тоа што државата исплати во 2018 година беа завршени инвестиции во 2017 година. И колку е таа сега? Па, како што кажавме, значи различно, значи и вклучително и старите обврски што ги имаше државата, вклучително и новите 250 домашни компании што беа помогнати, вклучително и новите инвеститори кои што дојдоа, до сега 18 на број, во моментов се градат 18 фабрики во Македонија. И тој факт никој не може да го повргне. Кој ќе прошета низ државата, ќе види дека во зоните се градат само во зоните 18 фабрики. Да не ви кажам дека надвор од тоа се градат уште 30 објекти. Таа сета програма кошташе околу 36-7 милиона евра, а оваа година има предвидено 46% повеќе пари за таа работа, бидејќи очекуваме дека тој инвестиционен циклус ќе биде уште и забрзан и тоа да не заборавиме дека внатре во тие средства се и средствата кои што беа во фондот за технолошки развој и иновативност, кој што малце се вулгаризираше врз база на 1-2, не знам, некакви примера кои што беа доведени под прашање, но сите заборавивме на стотината други добри позитивни примери. Видете, јас се согласувам и ја прифаќам критиката на јавноста и сензитивноста на моментот и се. Меѓутоа, како зборуваме за некакви лоши случаи, кои што секако ги има, треба да се избегнуваат, треба да се надминуваат, ние треба да зборуваме и за добрите работи. И ние како општество треба малце да го да ги разгледаме сите елементи. Господине Кучи, колку позитивно влијаеше ова изедначување на критериумите? Еве слушнавме дека поддршка добиле и околу 250 македонски компании. Меѓутоа, повторно не се успеа да се обезбеди она синергија меѓу странските инвеститори и меѓу домашните компании и повторно остануваат овие поразителни податоци кои што ги спомнав дека само 5% од компаниите се извозно ориентирани, кои што ја поставуваат дилемата како ќе се оди и во кој правец во иднина. Аз цело време го следам заменик премиерот за економски прашања, кој што навистина е искрен и кажува на нешто што е концепт. Но не гледаме стратегија. Стратегија подразбира нешто поинаку од концептот. Концептот е сосема коректен и точен. Како што реков и во стартот.
оваа влада има насока, која што е за поздравување и се гледа на кај што оди. Прво и основно што предзеде врз себе ризик, тоа е менувањето табу тема, менување на име. А ние знаеме, без тоа нема можност да креираме стратегија за каде одиме. А нашата стратегија треба да биде, се слагам со професорот, извозот. Без извоз ние може да тапкаме уместо да сами на себе продаваме нешто. Но нема никогаш да се мериме у тој глобален пазар, па никогаш нема да можеме да пристапиме да продаваме нешто негде која што по многу брза динамика се движи. Не се согласувам со тоа дека ние не сме центарот на светот. Да, гледано така, да. Не сме кој знае колку, но што сме интересни за нашите стратешки партнери, тоа зборувам и Европската заедница, земите членки на тоа, Германија, Франција и разни други, вклучувајќи ги нашите комшии, кои што ги имат истите маки, но згора на сето тоа и Соединетите Американски држави. Тоа значи нешто. Тие имаат нивна стратегија. Но ние треба се уклопиме со нивната стратегија и да им помогнеме. Ова е првиот потез што го превзеде врз себе оваа влада. И им даде можност да ја на некој начин форцираат и да ја представуваат како неуспешна во разни работи. Ја не се занимавам со успешноста и неуспешноста. Туку со динамиката која што треба и предусловите кои што не требаше ни да чекаме НАТО да ни се случи за да донесеме некои работи што ги бара условите за членување во Европската Унија. А тие се главните елементи што го кочат секој инвеститор. Тоа е владењето на правото. Тоа се разни други елементи на кои што стратешки треба да се мисли. Тоа е образованието со кој што утре се соочуваме, но тоа не може ад хок за 2 години, за 4 години мандат на една влада. Затоа што тоа фалише досега, од само составувањето на Македонија, па до ден денеска уште фали. Уште не знаеме кај оди ова насока. Тоа ми е пречањето што според вас треба да биде крајната цел на таа стратегија, ако ги имаме овие податоци. Крајната цел не е битно многу, нема да очекуваме ние сега одеднаш да ни пораснат странските инвестиции. Стратегијата, концептот на владата, изедначувањето на странските инвестиции и домашните е окей. И е нешто што е побарано од наша страна и многу порано и од минатата влада. Но таа заради своите начини на кои што ја водеше политиката, односно јас тоа го протолкував како што и денеска комодно зборува господин Таджушев, перење на пари буквално. Значи, преку странски инвестиции, преку наш буџет, овозможува некого да го доведе пред нелојална конкуренција како домашна компанија. И при тоа субвенционирајќи со нашите средства. Вие говорите за нова стратегија, од владата од друга страна слушаме термини индустриализација, модернизација на нови технологии, а на таквата цел или стратегија ги имаме податоците за веќе недостаток на квалификувана работна сила и несоодветно образование. Таа индустриализација, тој пресврт не може да се случи преку буквално се случува феноменот на притисокот кој е врз актуелната владеачка гарнитура. И таа по секоја цена се труди, јас тука сум за да ја охрабрам и да ја помогнам да не падне под тој притисок, туку да гледа стратешки. Не мора бројки под секоја цена, секаква цена. Или хајде само да привлечеме инвеститори кои што ги гледам на крајот како бројки, како милиони. Што обичниот граѓанин има од тие милиони што некој ќе ги вложи во земјава? Од таа призма, гледна точка, треба да ги гледаме нештата и да не паднеме во притисок дали ни порасна за 10% или не знам колку %. Туку стратешки да гледаме, оти на Македонија не е и се доволни 3-5% раст на бруто продуктот. Туку над 10%. И тоа со што? Да се внимава. И конјунктурално што? Не само еве израснавме, извозивме нешто, не знам што, треба да ни се случи може би. Професоре, што и како? Ако ми отворите три прашања. Многу добри три прашања отвори господинот Кучи. И мислам дека можеме да отвориме дискусија по тие прашања. Првото прашање е прашањето на стратегијата. И тука сте во право. Концептот е концепт, тој е јасен. Сега стратегија. Што е стратегијата? Стратегијата произлегува од можностите. Значи, вие не можете да правите стратегија
на нереални основи. Што се можности ги нуди тлото? Тоа се обидам да... доста. Сега ќе го кажам тоа. Тоа се обидам да кажам. Што се можностите во Република Северна Македонија? Ние не сме земја со море као Грција или Хрватска да очекуваме од туризам милиарди евра. Ние можеме да го подобриме туризмот, ама милиарди ќе нема. Ние не сме земја како Норвешка или од Блискиот исток да имаме газ и нафта па да ја засниваме нашата стратегија на развојот на тоа. Не, ние можеме да бидеме објективни на ситуацијата што ја имаме. Во Република Северна Македонија 3 се основните столба и четвртиот кој што зависи од првите 3. И ако го видите структурата на бруто домашниот производ и растот сега ќе ви го каже тоа. Прво е индустријата и индустриализацијата. Второто ви е земјоделието и земјоделските производи. И третото ви е градежништвото. Ама сега тука е многу битно да кажеме какво градежништво. Градежништво, ако биде стиропор економија и стиропор градежништво, тоа прави само задолжувања, краткорочен ефект и долгорочни проблеми. Градежништво, јас сум многу среќен да видам приватно градежништво во правење на станови, деловни објекти, фабрики, тоа е приватна инвестиција, а државата да си води грижа само за инфраструктурните проекти, патишта, железници, гасоводи, далеководи и ништо повеќе од тоа. И тоа да предходи на сите овие работи. Сега, тие 3 предуслови го прават четвртиот столб трговијата. Бидејќи ако тие 3 работат, трговијата по автоматизам ќе работи, затоа што тогаш ќе се зголеми и делот на прометот на роби и услуги. Тоа е стратегијата. И сега да кажеме по секој од нив што работиме. Значи, прво, во делот на индустриализацијата, еве ова се бројките. Овие што ги покажавме. И тие јас очекувам оваа година да бидат уште подобри. Индустриализација значи правење фабрики. Какви фабрики треба на Република? Да загадуваме и да многу добро вие го дефинираше господинот Кучи таргетот. Какви фабрики на Република Северна Македонија и требат? Дали и требат фабрики со 6000 вработени кои што ќе земаат по 200 евра плата? Не. Ние веќе такви луѓе во државата немаме. Тие луѓе не постојат повеќе и затоа таргетот на нашите фабрики е 400, 500 вработени, 300 вработени, со голема додадена вредност, со голема технологија, за да запослат што е можно повеќе млади едуцирани луѓе, да дадат високи плати и да речеме, еве, утре ќе промовираме една таква инвестиција германска голема, која што ќе има 400-500 вработени, ама тоа 100 инженери. Тоа требаше да биде Volkswagen, а не е Volkswagen. Па таа која што некој ја крсти Volkswagen, таа си е точно таа што ја работиме година дена, се вика Герешајмер, али утре јавноста ќе биде. Сега второто прашање кое што господинот и што е многу важно. Вие прочитавте Белизе Бермуди. Да, тие се реинвестираните и тие се 50 милиона во 600 милиона, но сите 18 кои што дојдоа овие година дена во Република Северна Македонија имаат име, презиме, крајна дестинација, ни една офшор дестинација и она што ми е многу мене драго, што тие се во главно од развиениот свет, од Соединетите Американски држави, Канада, Швајцарија, Германија, има и од Турција, има една и од Индија и така натаму, но тоа се со јасна дестинација, име и презиме и со јасен бекграунд. И тоа е многу важно за честноста и за транспарентноста. И последното, што го кажавте, е многу важно. И ја мислам дека ќе биде најголем проблем на македонската економија во иднина. Нема да бидат ни пристапот на парите, нема ќе бидат кадрите. Видете, ние се соочуваме со една ситуација на девастиран образовен систем. И ние тоа мораме јасно да го кажеме. Нашиот образовен систем е девастиран. Првиот чекор во решавање на проблемот е ако го кажете, ако го дефинирате и диагностицирате тој истиот проблем. Ние не можеме, бре луѓе, да имаме 30 факултети за менаџмент, каде што учат некои менаџери кои што не знаеме што ќе бидат утре. Не можеме да имаме 30 универзитети од држава на 1,5 милиони 600,000 луѓе, а не верувам дека има повеќе во државава во моментот, иако по попис на, мислам по статистика има повеќе, а ќе видиме со пописот точно колку има. Значи, а при тоа да немате кадри кои што реално требат на економијата. А на економијата реално, значи имаме една диспропорција од она што на пазарот постои како потенцијал на незапослени граѓани и она што реално и треба на економијата. Ама тука доаѓате до констатацијата на господинот Кучи дека и сега ќе ви ја кажам стратегијата. Е констатирано, а го немаме тоа на стратегија. Сега. Ние го менуваме образованието, ние ќе го направиме. Ама дослушајте сега. Бидејќи кога ќе дојдеме кај вториот столб кај земјоделието, па ќе
уште полошо. Таму имаме субвенции од социјален аспект или фрлање пари во празен бунар. Дозволете, ќе дојдеме и до земјоделието. Ај сега да кажеме со образованието што правиме. Ние можеме да смениме образовниот систем. И го менјаме. И од септември ќе имаме нов образовен систем. Воведовме дуално образование у Кавадарци, Охрид оваа година експериментално. До година ќе оведеме многу пошироко во државата. Но не менување заради менување. Не, менување ради потребите. Ради потребите. Нема следи со што, кој и како. Сега ќе дојдеме до тоа. Значи, но колку и да го смените образовниот систем, за да вие извадите производ од тој образовен систем, вас ви треба 5, 6, 7 години. Ние 7, 5, 6 години за чекање немаме. Ние треба да направиме акутни мерки. И точно такви акутни мерки се направени оваа година, и тоа е стратегија, преку мерките во Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување, кај што се издвоени 20 милиона евра за преквалификација на веќе постојните луѓе. Разни мерки, 16 се, ама во главно се во 4 мерки сконцентрирани парите, а тие сите се однесуваат на оваа преквалификација. Како овие луѓе кои што ги имаме во државата, кои што имаат несоодветни образование или немаат образование, да ги направиме да бидат продуктивни за стопанството, а при тоа да го плати државата, а не стопанствениците. И при тоа да направиме начин како, и затоа ги охрабрувам сите, да ги погледнат мерките во Агенцијата за вработување. Таму има и тукако добри мерки кои што уствари отцртуваат оваа стратегија. Во земјоделието, уште кратко да ви кажам, го спомнавте, се обидувам да бидам краток, али темата е широка. Значи, во земјоделието, знаете што фали? Ние имаме производители на земјоделски производи кои што не знаат што да им прават на земјоделските производи. И ние како држава се обидуваме да им помогнеме како да ги заштитиме да не пропаднат, да можат и до година да продолжат да работат. Па даваме субвенции, па помагаме, откупуваме, не знам, сливи, јаболка и помагаме све. Пак немање стратегија. Еве ја стратегијата, сега ќе ја кажам. Ама дали таа стратегија може преку една година да се реши? Тоа е проблемот. Тоа сега ќе го збориме. Значи, видите, каде е решението? Решението, тие луѓе мора да имаат откупни центри. И точно за тоа имаме одредено пари сега. Тие луѓе треба да... Не може секој поединечен земјоделец да има калибратор, машина за пакување, за перење, пристап на берзи. Тој се занимава со земјоделие, не се занимава тој со берзанско работење. Значи, затоа мора да постои берза каде што тоа ќе биде. И втора работа, мораме да правиме производни капацитети за преработка на тие земјоделски производи. Бидејќи во спротивно, ние сезонски ги произведуваме земјоделските производи. Ги продаваме доматите кога се наевтини, ги продаваме, не знам, зелката кога е наевтина, јаболките кога се наевтини, кога ги има многу. Затоа треба да се преработат во друг тип на производ. И затоа Министерство за земјоделие, пред 2 дена подпишувавме договори, направи една мерка која што вика ќе помогнеме и преку ИПАРД, фондовите на Европска унија, и преку буџетот. Кои што не се доволно искористени тие кои што ќе сега Македонија стана лидер во искористување на ИПАРД во регионот оваа година. Значи и сега значи викаме ќе дадеме помош кој ќе направи преработувачки центар. Само така ќе можеме да обезбедиме пласман на земјоделските производи и да направиме додадена вредност на тоа. Еве јас кажав неколку точки на стратегија. И ова е стратегија. Значи, ние стратегијата сакате да ја кажеме, да ја напишеме во книга или да ја кажеме вака на емисија, ова се стратешките точки. Не, стратегијата луѓето сакаат да ја видат затоа што вие имате продолжување, особено еве во земјоделието, на политиката на субвенционирање и секоја реколта, како што е сезонски реколтата, пред влада застануваат. Производители на бостан, производители на пченица, производители на тутун, производители на јаболка и сите викаат не знаеме што да им правиме, давајте пари, спасувајте не. Додека корис нема никој. Додека не го направите ова што го кажав као стратегија, откупни центри, калибратори, берза, производни капацитети, а тоа го правиме управо, додека тоа не се заврши, да, тоа ќе биде така. Меѓутоа, субвенциите во земјоделието или субвенциите во индустријата не се нешто што ги измисли Македонија. Субвенциите во земјоделието ги има и Бугарија, и Романија, и Грција, и Србија. Треба да имаат цела, не да бидат социјална мерка. Ама сега ние зборуваме какви треба да бидат. А еве јас кажав какви треба да бидат. Да прават производни капацитети, да прават значи откупни центри, да прават поголемо производство и така натаму. Во делот на индустријата исто субвенциите. Видете, ако вие многу добро кажавте, нашата економија, ако сакаме да биде успешна, мора да биде извозно ориентирана. За каква економија вие зборувате за 1,5 милиони луѓе? Ништо. Значи, мора да биде извозно ориентирана. Кога е таа извозно ориентирана, целиот свет ви е конкуренција. Ако фирмите од Бугарија, само во нивниот фонд за иновативност од Европска унија и технолошки развој, имаат 450 милиона евра помош и добиваат 70% пари за купување на опрема. И вие ако не ги помогнете вашите компании,
Па како тие ќе заеднички конкурираат на светскиот пазар? Тие ќе бидат многу поконкурентни, ќе ги уништат вашите. Тука имаме еден проблем од овој концепт на 3 и на господинот Кучи, инвестиции, инфраструктура и интеграции, каде што регионалните интеграции не изостануваат, но да го професоре уште пред да одиме на реклами околу кратко околу стратегијата, која треба да биде крајната цел. Еве, да ја поврземе и со оние, еве, ако ги поделиме тие 3 столба на владата досега, значи тоа се планот за економски раст, од кој произлези овој закон за финансиска поддршка, даночните реформи и зголемувањето на минималната плата. Значи тоа се некои 3-4 столба кои што ги имаме досега. Па, сега од кај повеќе да почнеме, сега минималната плата ја спомнавте, ме ставивте во прво, интересно е да кажеме во контекст на стратегијата која спомна вице-премиерот, само би сакал да спомнам дека имавме политичка криза, имаше преходна силна популистичка политика. И се очекуваше која што се плашиме пак да не се очекуваше се повторува. Јас може да вратам. Јас сум таму, верувате, нема. И владата, и премиерот, и економскиот тим нема популизам. Јас може една голема маса и дури на на нашата и вашата опозиција која што за жал се служи со една анегдота која што горе-долу е малку за спомнување. Селаните знаат козата и овцата. Козата секогаш е нудо оди. Но еднаш стецај на околности и на овцата и се случило да се покаже нудо. И кажува на козата и вели на овцата: те видови тебе нудо. Значи, буквално нашата опозиција се е позиционирана така. Не како да придонесе за вашиот квалитет. Да притиска таму каде туку буквално и вие правите како ние. И ние треба да се чуваме од тој феномен. Да субвенционираме нешто за тоа што сме во притисок, непродуктивно. Ако субвенционираме се уште житарици ние и знаеме дека никогаш не може да конкурираме житарици, значи сме ја сгрешиле стратегијата. Но пак држава без собствено производство на жичарици па не е во ред. Заборави, на Македонија не и треба жито, затоа што нема услови никогаш да конкурира. Секогаш ќе имаме ние ефтино брашно тука, и ако го и увезуваме тоа, и тие пари ги насочуваме на друг стратешки производ. Океј, држи тезата и размислувањето буквално за начинот на како да ги мобилизираме сите производители, некој да мисли за производство само и при тоа да има сигурен пласман преку откупните центри, при калибрирање на тие производи и давање на нова вредност која што ќе конкурира во меѓународниот пазар. Тоа е суштина. Но никако да дадеме субвенција за да чуваме мир во куќа или пак да имаме гласачи повеќе. Али треба да ги преживееме сите земјоделци додека дојдеме до тоа. Иначе ако ги уништиме, ништо не направивме. Но никако да паднеме под притисок. Сега во контекст да кажам дека таа политика мораше да има инерција. Логично кажам ше пред да се смени гарнитурата и власта дека не може да се пресечат дел од овие работите кои беа почнати. Субвенциите прават еден вид обмама, како да кажам, навикнување на земјоделците. Вие не можете да го направите. Ако и погледнете структурата само на субвенциите, од тука ќе почнем, па можеме и за минимална плата и за даночните реформи да ви спомнам. Што се случуваше со субвенциите? Погледнете ги, например, тутунарите. Субвенциите, не знам, може 50% од парите одат само субвенциите на тутун, а се посадени 15-17 не знам, хектари, од 200.000 хектари. Затоа што има најголем број луѓе кои работат тутун. Ама видете, некој треба на тие луѓе да им каже дека од моментот кога ќе се отворат субвенциите, дури и сега владата да не сака да го направи тој рест од социјални причини, од тоа што има избори, со моментот на отварање на поглавието земјоделие, субвенциите за тутун, Боби, кога ќе се отвори поглавието субвенциите, не е така. Затоа што и во Европска унија има субвенции за земјоделие. И во Франција има, и во Германија има, да. Земјоделието, ние имаме највисоки субвенции, само Грција е приближно кон нас. Ние сме највисоки во Европа по субвенции за тутун. Нема повисоки од нас. Треба да им каже на тие производители дека они треба да почнат да бараат алтернатива. Тоа прво тешко се кажува, прво ова има политички ризик. Треба вие да оставите стопе, само сакав да докажем во контекст нова. Можеби да беше многу покорисно ќе беше да се вложи во инфраструктура за земјоделското производство. Да им направите пристапни патишта, да им чистите канали, да им дадете трактори, да им направите друга инфраструктура и да ги оставите сами да произведуваат. Да ги организирате, да ги окрупните парцелите, законите да ги промените за окрупнување на парцели, сега се катастрофални. Она што рековте, голем број патишта, шуми се неискористени,
Има многу за дискусија, меѓутоа субвенциите се критикувани во сите извешти, погледнете ги меѓународни. Најголем дел знаеме од нив дека немаат ефект. Иако најголем дел од државите прибегнуваат. Кога ќе се отворат преговорите со Европската унија, ќе видите дека голема мака ќе имаме со земјоделскиот сектор. Тука ќе се соочиме. Што сега вас спомнам, вие ми ја спомнавте минималната плата, пошто и таа е дел од стратегијата. Еве сега зборуваме за поддршката. Точно е, индустријата е едниот сектор, земјоделието е другиот сектор. Како што кажа господинот Анѓушев, во индустријата, она што спомнавме, инфраструктура, државата мора да се вклучи уште со голема поддршка да ја засили инфраструктурата. Мора да ги поддржи домашните компании, да им помогне и во вештините стекнување, и во стандардизација на производи, и значи мора да му помогне на домашниот сектор да го диверзифицира. Мора, макар и под менторство на странските компании кои се кај нас, било како, има многу мерки на кој начин може тоа да се направи. Јута, она што другото ми рековте, еве сега субвенционира и политиките како државата се вклучува во економскиот живот е точно минималната плата и они просечните плати, нели бројката сега излегува. Зошто платата се зголеми? Зошто платата просечна е 25? Минималната плата е многу интересен феномен. Знаете зошто сега се планира и ново зголемување, па ќе прашаме и колку тоа ќе го издржи бизнес секторот. Навистина многу прашања се отворија. Одиме со кратка пауза за реклама. Се враќаме назад во студиото. Мој гост е вечерва господинот Кочо Анѓушев, вице-премиер за економски прашања, господинот Мендерес Кучи и Борче Треневски. Конкретно околу минималната плата, многу дебата имаше околу тоа, поврзано со државниот интервенционизам во економијата. Кои се придобивките, кои недостатоците, па да го слушнеме и искуството на бизнес секторот директно. Видите, мора да кажеме дека кога зборувате минимална плата има се социјална и економска компонента, изразот минимална или димензија. Прво е, ние сме економисти, вака зборуваме за економија, мора да кажеме дека во оваа ситуација логиката која е, наметнувате политичка одлука со цел да наметнете определена економска варијабла на пазарот, каде што пазарот може да го реши тоа на друг начин. Во ваква ситуација обично како се постава, го има во голем број држави во светот, почнувајќи од Соединетите американски држави, од многу давнешни времиња е воведена оваа категорија на минимална плата. Што се случува со минималната? Што е најважно кај неа? Ова сега е поврзано и со господинот, посебно со стопанствениците. Дури и меѓународната организација за трудот. Прва е инклузијата и соработката и договорот меѓу работодавачите, работниците, односно креаторите на политиките. Значи мора да има партиципација и вклученост во договарањето на таа минимална плата со цел да биде прифатена и да ги има позитивни ефекти и за стандардот на работниците и за работодавците, за тоа што ќе најдат начин како да ја премостат и како да ја изиграат целата. Тоа е првата работа. Втората работа која е интересна кај минималната плата е висината на минималната плата. Фридман, еден неолиберал, еден најпознат, рекол минималната плата е машина за правење невработеност. Он бил неолиберал во тоа време. Ние можеме да зборуваме за друга како концепција. Целата работа е, ако е повисока од онаа која е некоја нормална минимална плата, блиску до некоја пазарна вредност, може да предизвика негативни ефекти. Јас направив една едноставна пресметка со податоците од ланската година, колку би требало да биде минималната плата. Ричард Анкер се вика еден автор, поврзан е со Меѓународната организација на трудот, и излезе некаде 12.150 денари. Толку е она моменталната минимална плата. Да, предходно се заговара ново зголемување за кој што се прават. Предходно беше 10.050 денари, пак беше блиску до она претходната. Значи се движи минималната плата. Голем дел од земјите во регионот, верувајте, имаат плата која е поврзана со движењето на економијата. Не ја зголемуваат со декрет, него се зголемува паралелно. Се интересно е што би се случи, кои се позитивните ефекти. Генерално ги поврзуваат со намалување нееднаквоста, сиромаштијата, половиот јас се намалува и така натаму. Меѓутоа, ако е повисока, како што е кај нас 50% од просечната, може да дојде до ситуација прво да имате она прелевање ефект. Другите работници да бараат поголеми плати, може да има некоја трошочна инфлација. Многу интересно поврзана е, не смееме да изоставиме минималната плата во Република Македонија од сите мерки во социјалната сфера кои се носат. Зборуваме за петократно колку беше 12 изголемување социјална помош, зборуваме за гарантиран минимален доход. Сега земете ако се изедначи минималната плата со социјалната помош. Ако немате контролни институции силни, не можете да го спречите прелевањето на кадарот. Тој што е во официјален пазар може да зема 12 и социјала и да се префрли во неформален пазар и да зема и социјална помош и некоја на рака плата. Сакам да зборувам за комбинацијата од повеќе мерки, дека не можеме да ги изолираме едните од другите. И сега дали треба да се зголеми? Сега според мене ова што го кажавте е статистичка основа. Сепак треба да се разговара и заеднички да се донесе некоја одлука дали платата, односно минималната. Меѓутоа, мислам во Република Македонија основните начини на зголемување на минималната плата ќе бидат по две основи. Прво, имаме голем дел на одлив на работна сила, тоа ќе прави притисок на пазарот, и втора работа, ако се оствари стратегијата која планира владата, висока додадена вредност, компании кои ќе извезуваат, тие ќе имаат многу повисоки плати и тоа ќе прави дополнителен притисок
на платата. Значи тие две основи ќе влијаат да се зголеми исто така платата. Добро, тука ќе остане проблем текстилниот кластер кој што секојаш ќе бара помош и ќе реагира. Какви се искуствата во бизнис секторот и особено што ќе значи тоа вие најави за можно ново зголемување? Единствен сојузник владата и владите, велам и во минатите, по ова прашање ме имале мене, односно мојата стопанска комора, каде што јас бев председател, која што прва се согласи за покачување на минималната плата. Но ние треба да гледаме минималната плата од призма на владата и кај што и ќе се сложиме. Да биде заштитен работникот на минимално ниво. Значи да се определи. Испод тоа ниво, значи треба да се мери не со разните бројки, туку треба да се гледа и тој другиот аспект, дали може тој да преживее со таа плата. И мораме уште една продуктивноста. Продуктивноста ја забораваме. Тоа е веќе друга тема, колку сме продуктивни. Ако не прати тоа е веќе друга тема. Ако не продуктивноста ја сметаме, почнувајќи и од нашата бирократија која што имаме, па и кај нас, но во приватниот сектор тоа се решава со друго. Минималната плата си минимална плата. Ако сакаме повеќе да извлечеме од нашиот вработен, значи ќе го стимулираме на таа минимална плата. Таа минимална плата треба да биде еден праг и треба да го одреди кошничката за потрошувачката кошница. Па потрошувачката кошница за според пресметките на синдикатот, бидејќи статистика не ги прави тие пресметки, е 32.761 денар за јануари година. Во споредба со нашиот стандард, на кој што е нашата земја, оти така ќе испадне дека 50% од нашата држава им доаѓаат од негдека пари, што не ги гледаме. 400.000 кои што живеат у сиромашка нема. Но треба, значи знаеме кои се позициите на синдикатот, значи да не се ставиме ние во таа позиција, треба да бидеме реални во нештата. Значи мора вработените да бидат загарантирани со тој минимален доход. Но над тоа треба да се мисли начин како тоа и пазар да го чини своето. И ќе го чини. Но, сепак, нам ни треба едуцирана работна сила која што ни фали во пазарот. Да го оставиме класерот, што велиме на текстилот, кој што едно време и можеби и утре може многу лесно да се злоупотреби, затоа што многу вработува, а преку тие вработувања да ги стави во машина за гласање. Тоа во минатото се случуваше и за жал... Сосема сме при крај, уште само 3 минути, затоа... Јас прецизно ќе одговорам. Видете, минималната плата е да обезбеди некаква социјална сигурност за категоријата на луѓе кои што немаат алтернатива да променат работно место, кои што немаат квалификации да променат работно место, кои, да речеме, не можат да бираат на пазарот. И тоа е некоја социјална правда и драго ми е што ете професорот по методологија пресметал дека таа е отприлика тука. Но да бидеме објективни. Платите во државата, платата во нашата држава минатата година реално просечно порасна над 6%. Ако земете дека инфлацијата е 3 пати помала, значи животниот стандард малце пораснал. Не е тоа епохално, не е тоа нешто што се случило преку ноќ, али порасна. Но е смер. Но е смер, во тој правец оди. Платата реално ќе ја движи, значи зголемувањето на платите реално ќе ги движат условите на пазарот. Кога вие ќе донесете 30 нови фабрики, како што јас очекувам до крајот на годината, вклучително со овие 18 што се веќе донесени да станат, кога вие ќе донесете фабрики кои што ќе бараат квалитетни луѓе, вие треба само да направите лојална конкуренција на пазарот, значи некого да не фаворизирате како што беше претходно, едни немаат мерки, други имаат и онда ги фаворизирате. Ние сега тоа го изедначивме и тука самиот пазар ќе го направи тоа. Значи квалитетните луѓе ќе си добијат на цена. Вие денеска тешко можете да добиете градежен инженер, машински инженер или да речеме некој квалитетен кадар од техничката струка испод 1000 евра месечно. Не можете да добиете оператор на CNC машина, заварувач испод 30.000 денара месечно. Значи и тоа се висти, ракувач на градежна машина не можете да најдете. Значи исто за таква сума, еве господинот Кучи од градежништвото може да ни каже ако сакате да најдете квалитетен ракувач што ви треба. И она што е многу важно, продуктивноста ја спомнавте. Тука тој момент сакам само да таа поента да ја извлечам. Видете, ние мораме да ја растеме продуктивноста. Јас сум во стопанство, јас сум во владата
помалку од 2 години. Јас сум во стопанството 20 години, градејќи фабрики, со 1000 вработени и така натаму. Продуктивноста нема друг рецепт да ја постигнете, освен, јас еден знам, ако и знае некој друг, сум спремен да дебатирам, а тоа е да имате најнова технологија и да имате ноу-хау на таа технологија, како да ја ракувате и да имате организациони способности на менаџерскиот кадар. Тие се трите компоненти. И сега, бидејќи немаме многу време... Управо за првите две, државата ќе помогне, тоа се мерките, кратко. И сега, ако сите овие елементи ги сведеме на државата како домаќин, во однос на неспроведувањето на капиталните инвестиции, што е значаен инпут за економијата, и јануари го почнавте со неславни 1,09% од парите, камшикот би требал да заигра по лошите менаџери во владата? Се разбира, да. Значи, Зошто го нема? Видете, значи ќе го има. Значи, тоа премиерот се во ингеренциите на премиерот е таа работа, но она што премиерот го направи, предложи една група од министри, тоа е, значи, јас, министерот Сугаревски, министерот Бектеши, кои што сме задолжени и си ја земавме одговорноста да работиме малце повеќе на капиталните инвестиции со сите институции, да ги ставиме под контрола, ќе направиме точно јасна временска рамка кога што треба да се имплементира и ќе ги примениме, како да кажеме, методите на современото менаџирање, да тие се менаџираат. На капиталните инвестиции у јануар малце не погодуваше баш и времето, имаше снег доста и така натаму, но јас ве убедувам дека оваа година тоа ќе биде многу подобро и подобро организирано и да, ја прифаќам критиката и тоа е точна, дека минатата година капиталните инвестиции тие во буџетот пред се беа лошо реализирани и тоа мора да се поправи и веќе имаме конкретни чекори како тоа да го направи. За крај, сосема кратко одговор од сите. Дали проблемот за тоа дали ова ќе биде економска година или нема да биде е тоа што премногу економијата зависи од владата или во тоа што секторски македонската економија е така поделена што работата на компаниите зависи од трошењето на владата, а не од нивната пазарна ориентација. Па видите, ова е многу прашање кое треба цела емисија. Ова е прашање за цела емисија. Јас би почнал дури од капиталните, би ги поврзал со капиталните инвестиции, меѓутоа во право сте. Застана да троши државата, гледате дека застана голем дел од машинеријата која беше поврзана со градежниот сектор. Имајќи предвид дека 70% од сите капитални инвестиции се градежни. Во машини и опрема имаме околу 20%, значи не е поволна структурата на инвестиции во државата. И сега вие она што рековте, државата е силен фактор. Во земјите кои се во развој по нас, кои се уште немаат доволно изградена инфраструктура, се уште немаат доволни подлоги, ставено државата се уште има силна улога. Иако, она што рековте, дали политизација, дали гледам дека државата има тенденција се уште да учествува на пазарот. Го поддржувам вице-премиерот во сите оние работи кои кажа дека треба создаде услови и рамка во кој пазарот сам треба да се избори да ги постави своите основи. Само треба да ги постави условите и да се остави пазарот да го реши тоа. Така да 30 секунди за завршен збор, бидејќи ги преминавме веќе. Значи, се додека имаме влада која што е најголемиот работодавач во земјата, овие работи ќе зависат буквално од гарнитурата која што ја води. Но оваа влада наследи нешто. И тоа преку ноќ не може да се менува. Значи, и за поздравување на соката која што пред малку ја слушнавме директно од заменик премиерот, и заложбите и задачите примени од страна на премиерот, дадени преку Министерот за економија, кој што е ресорен веќе, и господин Сугаревски, кој што е навистина клучна точка во многу работи, каде што затајуваше, и не се слагам со моментот беше зима, па не може на терен да се работи, но може проекти да се направат, а не да се ваѓаме уште на тоа немаме доволно. Секако, значи, треба да се препознае. Системски решенија се потребни. Перформанси и конкретен отчет на министрите. Една бројка со ова само. 800 милиона денара беше реализацијата во јануари месец во градежништвото, во ЈПДП, во патиштата во 2018 година. Над 2 милиарди денари е во 2019 година. Но кој ги кочи градоначалниците наши за да
Не прават мораториуми. Градоначалниците треба да бидат поменаџерски настроени. Јас се согласувам со. Добро, морам да ги одбранам градоначалниците, имајќи предвид најголем дел од капиталните одат преку централната власт. Тие можат преку капитални трансфери да вложуваат, меѓутоа да не отвараме нови теми, бидејќи им се простија и долговите, па трупаат нови долгови наместо да работат. Во суштина да се измерат перформансите на министрите. Го поздравувам ова потегот да се така. Јас ви благодарам на сите што вечера бевте мои гости, почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Останаа многу прашања неодговорени, но се надеваме дека времето ќе ни остави повеќе простор за економските проблеми и дилеми. Довидување.